Тоа би рекол дека е во линија на потребата на луѓе за силен лидер, тврст лидер, каков што беше перцепиран Груевски за време на своето владење, кога имате ситуација кога многу малку од административните услуги функционираат ефикасно, кога имате високо распространета корупција или интраетнички фрустрации кај луѓето, се разбира дека излазот се гледа во лидери кои што се перцепираат како политичари со цврста рака. Сепак истиот лидер владееше во време кога беа нарушени бројни демократски процеси. Кој е објаснувањето за неговата повторна популарност? Видете, за време на тоа владење, да, во крајните фази на тоа владење се разбира, меѓутоа, земјата за време на владењето на ВМРО исто така имаше понизок степен на перцепција на корупцијата, отколку понизок индекс во перцепција на корупција отколку изминатите 5 години. Исто така доби да речем препораки, неколку последователни препораки за отпуштување на преговори од страна на Европската комисија и низините извештаи, така да веројатно луѓето мислат кога се сеќаваат, да речем, позитивно на водењето на ВМРО и Груевски на првите неколку години од тоа водење.